Нова инвестиција од 65 милиони евра, нови 700 вработувања. Премиерот Христијан Мицкоски најави почеток на изградба на фабрика за литиумски батерии. Продолжува политиката на новата власт во Македонија со цел привлекување на директни странски инвестиции. Мицкоски вели дека оваа инвестиција е плод на двомесечна напорна работа во која биле отстранети сите недостатоци кои што биле акумулирани со месеци на назад. Инвестицијата е од прилика 60 до 65 милиони евра. Некаде околу 700 нови вработувања ќе се произведуваат литиумски батерии. Со завршувањето на оваа инвестиција ќе биде зголемен извозот, а со зголемување на извозот ќе биде намалена разликата, односно дефицитот помеѓу извозот и увозот, и на тој начин ќе се зголемува бруто домашниот производ. Така што, еве, да почекаме до утре, па македонската јавност ќе биде сведок утре. Во наредниот период ќе биде распишан и тендер за третиот мобилен оператор во Македонија. Мицкоски кажа дека потпишан е необврзувачки меморандум со компанијата 4IG, која пројавила интерес да влезе на македонскиот пазар. Премиерот истакна дека веќе нема да има договори во 4 очи, односно дека Македонија сега е земја која се развива и држава во која владее правото. Мицкоски потенцираше дека ваков меморандум може да биде потпишан и со други компании кои ќе покажат интерес да влезат на нашиот пазар. Заврши времето на договори во 4 очи, како што беа тие во Кичевски рек Осломе, Битолски рек Битола. Заврши времето кога голобради момчиња купува трговски центри во центарот на Скопје, кога се играше фудбалчиња и баскетче во канцелариите на владата. Сега е време кога треба да се развива Македонија заедно со македонските граѓани и кога треба да владее правото. Наши интерес е интересот на граѓаните. А кој е интересот на граѓаните? Поголема конкуренција, пониски цени. Интересот на граѓаните и наш интерес како влада. Мицкоски порачи дека во наредниот период јавноста ќе биде сведок на повеќе истраги, односно објавување на информации за можни криминални активности од страна на функционери од претходната власт. Вели поради тоа можеби постои стравка и најголемата опозицијска партија СДСМ. Премиерот каже и дека до крајот на годинава вработените во јавната администрација ќе добијат по 11.000 денари К15, кој е предвиден со ребалансот на буџетот, а била ставка заборавена од претходната власт. Мицкоски порачи дека имаат активна комуникација со Брисел со цел пронаоѓање техничко решение за изградба на коридорот 8. Потенцираше дека е добро што власта успеала да се избори да не бидат потрошени 500 милиони евро од македонскиот буџет и 250 милиони пари на европските даночни обврзници.